Најмалку 25 лица загинаа, 70 се повредени во два одделни бомбашки напади во Багдад. Цел на нападите биле воен пункт и деловниот дел на градот. Нападите се случија во време кога ирачките воени сили се обидуваат да ја заземат Фалуџа од милитантите на Исламската држава. Чад испрати 2000 трупи во Нигер како поддршка во борбата против Боко Харам во земјата. Двете држави започнаа заеднички воени операции против милитантите во текот на изминатата година. Боко Харам се обидуваат да основаат Исламска држава, каде би се држеле цврсто до шеријатскиот закон уште од 2009 година. Поради нивните напади настрадаа илјадници луѓе. Словенечкиот одбојкар Јан Клобучар се заразил со вирусот Зика на репрезентативните подготовки во Рио де Жанеиро. Одбојкарот почувствувал болки во мускулите и имал висока температура, откако се вратил во Словенија каде побарал медицинска помош, при што бил диагностициран со вирусот. И покрај загриженоста за ширењето на вирусот, беше одлучено Олимписките игри сепак да се одржат во Бразил, а стравот од можно заразување натера некои од спортистите да размислат дали воопшто да учествуваат. Авионот Су-27 на воздушните воени сили на Русија се сруши на враќање од базата во Московската област. Авионот падна на 2 километри од селото Маранов, а пилотот е загинат. Според првичните информации, причините за инцидентот биле технички проблеми, соопштуваат од Руското министерство за одбрана. Од комисијата која ќе го истражува инцидентот, дополнуваат дека црната кутија на авионот е пронајдена во добра состојба. Норвешка станува првата земја што забранила систематско сечење на дрва, што е еден чекор понатаму кон сопирање на глобалната дефорестација. Законодавците исто така се посветија кон наоѓање на начини за производство на продукти како масло од палма и соја, со цел да не наштетат на екосистемот. Овој чекор беше преземен поради опасноста од исчезнување на прашумите, кои според научни истражувања се очекува да исчезнат за 100 години.